Наскоро ќе започне уредувањето на коритото на Отиња и на последниот дел, односно делот во Новосело. Ова денес го најавија од ИСАР, предпријатието кое заедно со општината во изминатите 3 години работи на средувањето на речното корито. Отколку ќе се решат, имаме некои приоритетни работи, по завршување на овие работи, ќе продолжиме со средување на кеот на река Отиња до Новосело, односно целиот кеј до влевот на Отиња во Брегалница ќе биде комплетно хортикултурно среден и со камења среден. Со уредување на речното корито се започна пред 3 години, откако пропадна проектот за изградба на платформи за паркирање на Отиња, а најголем дел од речното корито остана уништено. Сите знаеме до пред 3 години каков беше кеот на река Отиња, сите знаеме дека во река Отиња се напасуваа овци, сите знаеме дека река Отиња беше гнездо на змии, сите знаеме дека овде беше најуништен кеј од сите кеови во цела Република на Македонија, на сите реки. Дури и помалите градови во Штип имаа среден кеј. Благодарение на макотрпната работа, 3-годишна, успеавме да го средиме комплетно речното корито на река Отиња. 3 години подоцна Штипјани имаат комплетно уредено речно корито што целосно го смени изгледот на градот. Мислам да е една од подобрите работи што се уреди коритото на Отиње и направено е добро. Направено, гледам стазички, клупички е направено. Мислам за градот е добро. Одлична, не добро, одлична работа. Подобро не може да биде. Пред тоа стоеше растурено, несредено, отпад, ѓубре, сега полесно се одржува и подобро е. За платформите на Отиње општината првично планираше задолжување од 2 милиони евра кај Светска банка. Сега коритото е средено со минимални средства, а најголем дел од работите се завршени со донации и доброволна работа на администрацијата.